Неколку зборови во однос на пациентите, кои што до сега беа хоспитализирани на инфективната клиника вкупно 11 луѓе, од кои што 4 деца денеска се пуштаат на домашно лекување, меѓутоа за жал 2 деца нови се денеска примени. Едното дете е 18 месечно и тоа ја посетувало градинката Фидани во Чаирот, кај што веќе има заболени, и уште едно дете од населбата Јане Сандански, кој што има 4 години, и двете деца за жал се невакцинирани. Клиничката слика упатува на тоа дека имаат морбили, а дополнително се чекаат и анализите на крвта. Има уште двајца возрастни на 30 и на 28 години. Едниот е вакциниран со една доза на вакцина, другиот со непознат вакцинален статус и за нив чекаме потврда од крвните анализи. Во однос на наодите на вонредниот инспекцијски надзор, после објавата на јавните мрежи за овие пакување на вакцини, ние иницииравме посета на неколку вакцинални пункта од инспекции составени од членови на Државниот санитарен здравствен инспекторат, понатаму Министерството за здравство и Агенцијата за лекови, односно Малвет. Тоа што беше заклучено дека сите вакцини се со добар рок и со добар квалитет, дека сите се од оригиналниот производител, зашто има испратници, што е компанија која што со години наназад ги носи истите вакцини од реномиран европски производител, тоа е GlaxoSmithKline. Меѓутоа на еден мал број од нив беа залепени декларации кои што имаа постар датум, а се однесува на некоја постара серија која што истата таа компанија од истиот тој производител ги внесувал во нашата земја. Сакавме прашањето да го расчистиме веднаш со цел да не се креира паника, ниту пак да се развие сомнеш кој што некако од петни жили се обидуваме да го разбиеме во квалитетот на вакцините, и затоа овие инспекции ги направивме за време на празникот. После овие наоди ја контактиравме и компанијата усно вчера, заради тоа што институциите практично не работеа за време на празникот, и им укажавме на тоа што најдовме после што тие спровеле некоја нивна внатрешна истрага зашто денеска излегоа и со некое соопштение. Меѓутоа, дозволете да потенцирам дека овде, како институции, нашата официјална работа не сме ја завршиле. Напротив, сега ја почнуваме. Ке повторам, за време на викендот, празниците ништо не функционираше. Официјално ги известуваме и Агенцијата за еко и Малмет, кој што има ингеренции во проверка на овие работи, и сите здравствени домови кои што извршиле прием на овие вакцини, да видиме како можело овој пропуст да се случи. Истовремено, Малмет ќе направи и инспекција во самата компанија, за да ги испита нивните внатрешни процедури, за да видат и проверат како можело да се направи ваков пропуст, заради тоа што е ова многу сериозна работа. Нема да дозволиме апсолутно ништо да го подрива угледот и довербата у нашиот здравствен систем. Тогаш кога го вложуваме максимални напори да го вратиме угледот, тогаш кога правиме се да прво со промена на легислативата ги смениме сите оние работи кои што кај граѓаните родија сомнеш во квалитетот на лековите, во квалитетот на инсулините, а тоа го направивме уште на почетокот на минатата година, вакви работи нема да дозволиме да се случуваат. Како министр за здравство лично, меѓутоа и во име на Министерството за здравство, ќе ги превземеме сите мерки кои што се во рамките на сегашната правна регулатива, да се справиме со ова, да укажеме и на производителот за тоа каков проблем ни се јавил со локалниот дистрибутер и добавувач, и ќе преземеме се што треба, се што може, за да кажеме дека сме сериозна власт, која што на прво место е здравјето на граѓаните и нема да дозволиме со ништо да биде загрозено. Како Министерство за здравство одговараме за квалитетот на вакцините, понатаму за критериумите кои што ги објавуваме за време на нивната набавка, и стоиме за тоа. Така да во таа смисла се што може да превземеме во смисла на негативна референција за компанијата, како и разгледување на можноста за евентуално одземање на нивната дозвола за работа, заради тоа што ова го сметаме за многу сериозен пропуст сега, непосредно денеска, меѓутоа и во тек на следните денови ќе го разгледаме како опција.